2020 dvignemo slovenski izvoz na 50 milijard evrov. To je tudi, bodimo konkretni. Naj mi oprostijo tisti, ki jih ne omenijo. Slovenske investicije v gospodarstvo, uspešen dan na Gospodarski zbornici Slovenije in vas... Slovenija se je naredila terja. Vsi vložili. Zato je... Добар ден на сите, драг пријатели, Маријан, председател на владата на Република Словенија, почитувани председатели на двете комори, на Република Словенија и Република Северна Македонија, почитувани представници на македонските компании, кои што ве гледам овде присутни, благодарам што сте денеска тука, доказ сте за желбата за уште поголемо пријателство, почитувани представници на словенските компании, кои што сте исто така денеска, со вашето присуство ни давате нам, политичарите, голема надеж дека ова изворедно пријателство ќе расте уште повеќе во периодот кој што доаѓа пред нас. Почитувани деловни луѓе од Македонија кои што сте во Словенија, како Субија и некои други што ги гледам овде, вие сте вистински мост на економската соработка помеѓу двете пријателски земји. Почитувани министри од двете влади кои што сте денеска овде, почитувани амбасадори. На нас ни представува посебна чест што можеме да присуствуваме на ваков економски форум, бизнис форум, каде што дефинитивно вие би требало да бидете круната на нашата одлична политичка и секаков вид на соработка помеѓу нашите две земји. Кај нас во Северна Македонија се кажува дека како ќе растеме, како ќе се развиваме, како ќе унапредуваме, и еден ден ќе станеме Словенија. Така да тргнавме ние према север, сега сме веќе Северна Македонија, доаѓаме на кај Словенија, а вие ни помагате секако во унапредувањето на нашата економија и на сите наши аспекти на унапредување на квалитетот на животот во таа најјужна бивша Југословенска република, која што беше навистина уште тогаш најголем пријател со Словенија. Сите што се на моја возраст и повозрасни од мене знаат дека уште за време на Југославија бевме искрени пријатели. Тоа пријателство продолжи после самостојноста на нашите две земји и кога ќе се види словенски производ во Северна Македонија, тоа е доказ за потврдено, за проверено. Кога некоја словенска инвестиција или словенски изведувач кој го добил тендерот, нашите граѓани се сигурни дека квалитетно ќе биде завршена работата, дека честно ќе се работи и сето тоа ќе биде придонес за сите. Сакам навистина да искористам оваа можност да кажем дека сите овие средби ни помагаат во напредувањето на соработката. Како председател на влада, со поранешниот словенски председател на влада, господинот Миро Церар, 3 и 4 април 2018 година одржавме бизнис форум во Скопје. Од тогаш извозот од Словенија према Северна Македонија е зголемен за 15%, а извозот од Северна Македонија према Словенија е зголемен за 10%. Значи, ваквата соработка секој пат дава нова можност. И јас верувам дека и денеска, она што ќе го разговараме, кое што ќе го потикнеме, ќе даде нови можности. Ваша работа е да создавате профит. Кај нас во политиката ни помагате со раст на бруто домашниот производ, со нови работни места и со раст на извозот и увозот и севкупната трговија на земјите. Верувам дека можеме и понатаму многу што да учиме од Словенија. Словенија секогаш не себично го пренесувала и предавала своето знаење на Северна Македонија, на компаниите, но и на граѓаните. Од законите до позитивните пракси, до ноу-хау преку економијата, до позитивните искуства кои што ги пренесувала. Сакам да ја испратам пораката да продолжите да работите со Северна Македонија, да се чувствувате како дома. Јас сум од вчера овде и се чувствувам како дома. Заради тоа што стварно Словенија е наш потврден пријател. Ние политичарите доаѓаме и заминуваме, нашиот надпревар е кој повеќе ќе овозможи да унапреди соработката помеѓу двете земји. Јас верувам дека успеаваме во тоа. Работиме на регулативи кои што дефинитивно ќе бидат поголемо олеснување и за бизнис, и за профит, и за прогрес. Севкупно. Се извинувам. Тоа што се случува сега во Северна Македонија е создавање на одлични, би ги нарекол, изворедни услови за правење на бизнис.
Ќе искористам приликата да ве мотивирам да уште поголем фокус насочите кон Северна Македонија, за да правите профит. Ние развивме многу модели и програми. Прво што направивме, благодарам, ја осигуравме нашата земја и денеска Северна Македонија е пријател со сите. Дома мултиетничката земја ја сплотивме. Заедно сме етнички сите. Градиме еден концепт, се вика едно општество за сите. И сме пример на Европа во мало. Склучивме договор со Бугарија, каде што прифативме дека споделуваме заедничка историја. И трговијата порасна за 15%. Со Грција после тоа склучивме договор за да конечно ја слободиме перспективата на државата кон НАТО и кон Европската Унија за да обезбедиме мир, безбедност, стабилност, кое што е неопходно за економски развој. Толку многу сакаме да бидеме вградени и во НАТО, и во ЕУ, што дури нашето уставно име го променивме. Секако тоа го направивме заради пријателство. Пријателство со нашиот јужен сосед Грција, но и да бидеме конечно земја каде што ќе нема повеќе конфликти, која што ќе придонесе на Балканот да биде мир, да биде стабилен. И точно е, со ваквите договори денеска сме звезда блескава во западниот дел на Балканот, кој што истовремено е доволно мотивирачки да привлекува странски инвестиции. Развивме програми, донесовме закони, на многу транспарентен начин можете буквално да дознаете се што можете да добиете доколку одлучите да инвестирате во земјата. Во нашите технолошки индустријски развојни зони за вашата инвестиција имате така наречени tax holidays или 10 години даночно ослободување од данок на добивка или corporate tax и 10 години даночно ослободување од персоналниот данок на плати. Истовремено, остатокот од придонесите по многу критериуми, кои што се транспарентно дадени, во зависност со тоа дали е извозно ориентирано производството, дали е еколошки заокружен проект, колкава плата дава и на работниците, инвестицијата може да добие повратност директно од буџетот се до 50% од вкупната инвестиција. Ако вложите 10 милиони евра, 5 милиони евра, преку даночните улеснувања и директно од буџетот можете да ги повратите. Бенефициите се големи, заради тоа што на Северна Македонија и треба раст на економијата. Нашиот бруто домашен производ е 11 милиарди евра, а ние сме слични како Словенија. Може да направите споредба. Нашиот извоз е 6,5 милиарди евра. Ако направите со Словенија, ќе ви стане јасно зошто кога ќе пораснеме, сакаме да станеме како Словенија. Затоа што вашите бројки навистина се еден убав таргет кон кој што ние тежнееме. Но истовремено, понискиот економски стандард кај нас дава можност за профит. Да создадете профит со вашата трговија, со вашата инвестиција, која што може да направите во нашата земја. Најдобар доказ колку се задоволни инвеститорите од инвестициите во Северна Македонија, ако ги прашате постојните инвеститори кои што ги има тука. Има дел нивни представници кои што функционираат со години, со децении во Северна Македонија, тие се срекни. Вчера објавивме една нова инвестиција, тоа е ТАП МАК од 25 милиони евра, со нови 100 работни места, која што дополнително секако носи одлука, која разговарала дали да инвестира во Словенија, во Србија, во регионот или во Северна Македонија. Заради сите овие услови, заради перспективите, нова мала земја, многу слична како Словенија, навистина донела одлука да инвестира кај нас. Кај нас се присутни словенските компании и од делот на конзумното производство кое што го користат граѓаните како храна, сокови и слично. Присутно е многу Словенија во енергетиката, присутна е во индустријата генерално, а верувам дека ќе биде се поприсутна и во земјоделието. Наша цел е, ако се сеќавате за тој вкусниот парадајс кој што за време на бивша Југославија го имаше овде, да го вратиме повторно. Ние произведуваме вкусен зеленчук заради поголемата количина на сонце која што имаме, но и сите земјоделски производи ни се таргет да ги донесеме тука, кои што може да бидат секако составен дел и од задоволството на конзумирањето на здрава храна. Верувам дека сме конкурентни, но истовремено верувам дека преку тоа може и да се заработува и да се ствара навистина профит. Јас сум убеден дека ова докажено пријателство кое што го имаме ќе ви биде само дополнителна мотивација
за зголемување на соработката помеѓу нашите две земји. Јас и премиерот Шарец, нашите министри сме тука да ви служиме, да ви бидеме ваша асистенција, за да може вие да се посветите на профитот, а ние да ги отклонуваме сите административни проблеми кои ќе ви стојат на вашето располагање, заради тоа што, искрено зборувам, ние ќе бидеме успешни политичари ако бројките во економијата не растат. А тоа е возможно само преку вас. Преку компаниите, преку бизнисмените, преку вашите храбри чекори, а верувам дека овие потенцијали се огромни пред нас. Јас се согласувам со премиерот Шарец, кој што постави еден таргет на среден рок од 500 милиони евра. Ние имаме околу 300 милиони евра, нешто над 200 милиони евра е словенскиот извоз према Северна Македонија, под 100 милиони евра е македонскиот извоз према Словенија. Секако тие бројки во иднина ќе се балансираат во зависност од потребата, генерално кој што постои, но таргетот трговска размена од 500 милиони евра е нешто кое што треба да биде една задача на сите. Не само заради бизнис и заради профит, туку да биде задача за да преку тоа расте пријателството нашите уште повеќе. Економијата е најголем доказ за големо пријателство, за негување на тоа големо пријателство и негово унапредување. Инвестициите по нашата евиденција од Словенија се 375 милиони евра, кај комората гледам дека се 330, значи тука сме некаде, со овие новите 25 милиони, 400 милиони евра сега станаа, така да верувам дека сето тоа ќе биде дополнителна мотивација за сите. Зборам вака за да можам да оставам впечаток дека ако бирате втора татковина, каде да го пласирате вашиот капитал или вашиот економски фокус, изберете ја Северна Македонија, заради тоа што сме навистина искрени пријатели. На владата во Северна Македонија рачунајте како на своја влада. Истовремено апелирам и до нашите стопанственици, искористете ги овие одлични можности за да го унапредите тоа што представува соработка, заради тоа што јас доаѓам од деловниот сектор, еден дел од моите министри се од деловниот сектор, како што е подпредседателот на владата за економски прашања Ангјушев, Зорица Апостоловска и некои други, гледаме одлична можност за правење профит. Времето е одлично, треба да се пуштите да правите профит. Со тоа ќе помогнете и на граѓаните, и на владите, и на двете наши држави. Посакувам уште поголема плодна соработка помеѓу нашите две земји и помеѓу стопанствата на двете земји. Благодарам.